Филип Илиовски, досегашен генерален секретар на ФК Победа, е новиот извршен директор на Прилепската гордост, а додека Владимир Мирчевски е новиот мнозински акционер со 70% од акциите, кои што деновиве се очекува да ги добие од претходните собственици на клубот. Останатите 30% од акциите ги поседуваат Гоцен Гилизов 20% и 10% Благоја Гешовски. Илиовски истакна дека клубот се наоѓа во крајно лоша состојба. Со нетрпение ги очекуваат одобрените 1 милион денари од Советот на општина Прилеп на последната седница, за да може клубот да функционира. Но постои мала неизвестност кога и дали воопшто парите ќе се префрлат, затоа што веќе се распишани изборите. Без овие средства, Победа автоматски би се вратила од втора во четврта лига, затоа што ќе нема можност да присуствува на 3 последователни надпревари. Но и ако се добијат тие 1 милион денари, тие пари ќе бидат доволни за функционирање на клубот за само 2 месеци. Клубот се најдува во незавидна ситуација во моментов, со тоа што има поприлично долгови кон доверители, од кои најголем е кон Управата за јавни приходи, односно Република Македонија. Се смогнаа напори, сили со општината да се додели еднократна финансиска помош во износ од милион денари за одблокирање на клубот, односно за да започне новата сезона 2025-2026 во втората фудбалска лига и непречено да работат фудбалските школи, тоест младинските категории на клубот. Во овој момент, иако изгласана во четвртокот одлуката, не сме сигурни дали тие пари ќе легнат на сметката поради локалните избори, односно до завршувањето на изборите. Се надеваме дека ќе се изнајди решение, едноставно тие пари да ги добијаме и да почне да функционира клубот. Ако не легнат парите, што би се случило со Победа? Во овој момент мислам дека административно би се вратила во четврта лига. Тоест, ние имаме добиено лиценца за надпреварување во втората фудбалска лига за оваа година, ама не би биле способни да се појавиме на 3 последователни надпревари од лигата, така да претпоставувам дека федерацијата би не вратила во четврта лига. Запознаја на Истопанската комара на Прилеп, одржани се 2 разговори со нив, ни кажаа дека ќе пробаат да не излезат во пресред, но поради летните одмори прв состанок му бил предвиден за 14 август, што е малце касно, али се надеваме на поддршка. Во меѓувреме има 4-5 компании што се заинтересирани, доколку се обезбедат услови да не поддржуваат. Владимир Мирчевски како мнозински акционер истакна дека Победа е клуб на прилепчани и дека тоа така и ќе останело. Столе Дунимагловски и Дејан Кебаковски остануваат како тренери, а за фудбалери се уште се составувала екипата. Сакам да кажам дека Победа е клуб на народот, не е ниту мој, ниту по некој друг. И така че сите што работиме во клубот ќе мора и така да се однесуваме. Ние сме еден тим на ентузијасти тука собрани кои што ќе работиме, ќе гледаме да излези ситуацијата, да излеземе на крај со оваа ситуација незавидна. И затоа што е штета да се остави Прилеп и прилепската публика без клуб како Победа. Клубот е во незавидна финансиска состојба со долг околу 5,5 милиони денари кон УЈП и уште од прилика толкава сума кон други доверители, малку помалку од тоа. Но повеќето од доверителите со кои што разговаравме ја препознаваат нашата искреност и желба за работа, па излегуваат во пресред, ветуваат дека нема да има блокирање на нашите сметки, се со цел клубот да продолжи, затоа што и всушност и тие се сите влюбеници во клубот наш и сакаат да помогнат. Како што веќе кажа и Филип, имаме една финансиска инекција која ја чекаме од општина Прилеп и сакам да се заблагодарам за довербата и соработката од општина Прилеп и од целиот совет на општина Прилеп кој што едногласно изгласа за таа доверба. Во моментов се работи на составување на некоја екипа, но се уште се чекаат овие средства финансиски
да се види што ќе составиме, се разговара со фудбалери повеќе, но не можеме конкретно ништо уште да кажеме кој фудбалер ќе биде донесен и како. Ќе би требало, доколку ги имаме овие средства, да имаме една солидна екипа, како што кажа Филип, да се носиме равномерно со другите екипи во втора лига, да немаме проблем за опстанок некој. Значи, воглавном се разговара со играчи од Прилеп кои што биле или досега членови или пак повратници во клубот кои што претходно настапувале за Прилеп, па биле во меѓувреме на страна. Тоа е тоа што во моментов можам да го кажам. За известно време ќе се одржи собрание на клубот каде што ќе се избери нова управа, нови извршни членови, се со цел да тргне нешто со клубот напред. Нашите намери се искрени и ќе сториме се што можеме да помогнеме клубот да обстои и да оди напред. Што ќе се случува со Прилепската гордост победа и дали ќе успееме да ја сочуваме, останува да видиме во периодот кој што следува.